Поставам на гласање. Со 6 гласа за помина првата фаза од предлог законот за изменување и дополнување на законот за возила во Собраниската комисија за економија. Опозицијата контра власта. Мерките за налепници за возилата се непрактични и се дефокус на јавноста, бидејќи владата нема решение за актуелниот проблем со загадувањето. Пратеникот Зоран Илиовски од ВМРО ДПМН посочи дека предлогот за воведување на лепници на возилата не е во насока на решавање на проблемот, бидејќи како што рече, најголем број од возилата во Македонија се постари од 10 години. Автобуси од 3.200 регистрирани, 2.500 се постари од 10 години, или просечна старост исто околу 18 години. Овие возила учествуваат во сообраќајот и во градовите, во централните градски подрачја. Што ќе му правиме на овие возила кои ќе има загадување? Нема да возат. Како ќе се движат луѓето? Како ќе одат на работа? Со што? Пешки? Со точек? Тој истакна и дека субвенционирањето на хибридни возила според него е мерка за богаташи, бидејќи просечниот граѓанин нема доволно пари за да купи возило од над 20.000 евра, па затоа субвенциите од 5.000 евра за ваквите автомобили се замачкување на очите на јавноста. Од власта пак велат дека предлог законот е добар. Налепниците се добро решение за почеток на решавање на проблемот. Државниот секретар од Министерството за економија, Зоран Павловски, го образложи законот и неговите позитивни страни. Со зелена боја би било со погон, моторно возило со испуст од Евро 5 или Евро 6, како и емисија на издувни гасови Евро 4, на кој е вграден уред на течен глас или компримиран земјан глас, хибридни возила, електрични возила, и за нив се утврдува еколошка категорија, значи со зелена боја. Втората еколошка категорија со жолта налепница ќе сочинуваат возилата со стандардни Евро 3 и Евро 4, како и возилата со Евро 2 на кој е вграден уред за течен нафтен газ или компримиран земјен газ. Се тие возила при поголемо загадување ќе има ограничување на движењето, според одлуките на општините и градот Скопје. Во третата најниската категорија, која ќе се означува со црвена налепница, ќе бидат возилата Евро 2 и Евро 1 стандард или без таков стандард. За нив ќе биде забрането возењето во периоди на загадување на воздухот. Правилниците и одредбите ќе се донесуваат од општините и град Скопје по донесувањето на законот.